Сега, првите зборови се сигурно најтешките. Пред некое време, еден човек ме праша, што е во вашата вера најзабрането? Што е забрането? Што е забрането? Што е најзабрането? Јас му реков, извини, јас мојата вера не ја гледам низ тој оквир. Оквир? Што е забрането? Туку што ми нуди Бог. Секако има забранети нешта. Например, ако има мало бебе, тоа е твое бебе, и му го давиш на малото братче да го држи. Што му велиш? Немај да го паднеш долу. Не, забрането е паѓање долу на мали бебиња. Тие се вредни, сакани. Има работи што се забранети, бидејќи се многу вредни или ранливи и скапоцени нешта. Ама не сакам да зборувам за тоа. Ја? Само за некои луѓе и христијанската вера, верата во Исус Христос, се дефинира со тоа што е се забрането. Ја? И јас велам, да, некои работи се забранети, бидејќи се многу важни, многу, како се вика, загрозени, или бидејќи Бог ги забранува, и кога Бог ги забранува, има јака причина за тоа. Ja? Ама, денес имаме друга тема. Јас сакам да кажам, за разлика од тоа, ако некој ја сваќа христијанската вера како еден збир на забрани, тогаш е тоа голем промаш. Голем промаш. Нашата тема денес се вика агендата на Господ Исус Христос за нашиот живот. Ќе видите зашто се работи после. Исус Христос има една агенда. Агенда обично има негативна конотација. Агенда. Која агенда имам јас денес? Може би некој се има праша, која агенда имат овие луѓе? Јас се трудам да немам никаква друга агенда, освен агендата на Исус Христос. И ќе видите, тоа е нашата денешна тема. Ама, пред да почнам, да влеземе во агендата, сакам да го поставувам прашање кој е во суштина Исус Христос и зошто би требало неговата агенда, неговите планови, неговите цели за нашиот живот да не интересира. Пред малку време имавме Божик. Божик. И во минатото предавање се викаше пораката на Божик. Тогаш слушавме дека се велеше, се роди едно дете, едно бебе, и еден ангел Божи им рече на овчарите, денес ви се роди Спасител, Христос Господ, или Господ Христос. Тоа дете било царот на јудејците, царот на евреите, кој во иднината ќе владе на целата земја и на целиот космос. Тој што тогаш се роди, тоа бебе, е идниот судија на сите луѓе. Значи, секој тука присутен со се мене, нели, ќе се јави еден ден пред Христос. Идниот судија, бидејќи Бог ќе им суди на сите луѓе, ќе ги третира праведно. Исус Христос е создателот на се. Тоа дете што тогаш се роди, беше создателот на целиот универзум и на сите битија кои постојат во него, создателот кој го создаде сето тоа за себе, за собствената радост. Тој создател стана човек. И читаме исто така сите тие се изјави од Светото Писмо, секако. Исус Христос, тој кој се роди тогаш, е целта на нашето постоење, бидејќи ние сме создадени од Него и за Него. Конечно, ние треба нашето исполнување како личности
да го најдеме во еден личен однос со Него. Така Тој нас не создаде. Со таа цел, со таа желба. И не смееме да дозволиме тоа да го промашиме. Значи, се роди едно бебе, ама тоа бебе стана маж, возрастен маж. И како возрастен маж, кога тој почнува да им се обрати на своите современици, тој ја изјави својата агенда. Ја објави својата агенда. Што сака тој, Исус Христос, да го прави со мојот живот? Штом тој ме создаде мене? Штом тој ми го даде мене животот и штом човекот што сум, јас сум тоа по неговата замисла. Ja? Ние како личности сме негова замисла. Знам да бевме денес атеисти, би рекле, ние луѓе настанавме случајно, апсолутно случајно и ние го измисливме Бог. Светото писмо бе обратно. Не. Бог нас не создаде, Тој нас не измисли. А тоа треба многу лично да го сватиме. Бог те измисли тебе. Ти не си случаен производ. Туку ти си човек кој е сакан, планиран, веќе одамна беше познато дека ти ќе поставиш. И така, нашиот Создател стана еден од нас. И се самиот себе се објави или се објасни. Си даде, дозволи да го познаваме Него лично. Исус Христос рече, кој ме виде мене, го виде Бог Таткото. Бог Таткото е невидлив, недостапен директно за нас. Ама Божиот Син, Синот Божи, дојде и стана човек и беше достапен. Можеше да го допираш, имаше луѓе кои живеа со години со него, 33 години се на се живееше на оваа планета. И сега тој, прашањето е, каков е тој, и ако тој сака да биде Господар на мојот живот, значи додадовме намерно агендата на Господ Исус Христос. И овај збор Господ нема смисла ако тој не е мојот личен Господ. И Господар во мојот живот. Каков Господар сака тој да биде во мојот живот? Ja? Денес со Марин зборувавме, некој негов бивши шеф, што тие садеа дрвија во Германија, им купил на вработените убави панталони, не? Ja, изолирани така, убави работни панталони. Каков шеф е тој? Не снабди со добра опрема. Си велам е супер. Човекот има мислено малце за своите работени. Каков шеф, каков Господар, Господ сака да биде Исус Христос, ако би го прифатиле ние со наша лична одлука. За тоа се работи денес. Значи, одиме напред во неговата агенда. Ако го читате Новиот Завет, во Евангелието според Лука, Исус дојде во Назарет, каде што беше пораснал. Може би се сеќавате, како мало бебе, кога, не влегувам таму. Родителите на родителите, морам да внимавам. Очувот и мајка му на Исус живеа порано во Назарет, а после Исус се роди во Витлеем, после краток престој во Египет, се вратија и после се населија пак во Назарет. Назарет е во северен Израел. Јас лично знам луѓе од Назарет. Таму Исус беше пораснал. Таму го помина детството, младината и стана маж. И таму читаме, влезе во саботен ден во синагогата. Че евреите секоја сабота се собира во синагогата и таму се читаше
од Светото Писмо. Само од првиот дел. Новиот завет не постоеше, од Стариот завет се читаше. И Исус стана да чита. Му го подадува книжниот свиток на пророкот Исаја и го отвитка и го најде местото каде што беше напишано. Значи, таму гледаме, се имаше свитоци со 2 стапчиња и книгите мораше вака да ги отвориш, да го најдеш местото. И сега Исус намерно го бара ова место, што сака да го чита. И еве, тука е тоа што го чита тој. Господовиот дух е на мене, зашто ме помаза и ме испрати. Да им проповедам добра вест на бедните, да ги исцелам скршените по срце. Да им навестам на заробените дека ќе бидат пуштени. На слепите дека ќе прогледаат. Да ги пуштам на слобода на патените и да ја навестам благопријатната Господова година. Го завитка свитокот, му го врати на службеникот и седна. А очите на сите во синагогата беа свртени кон него. И почна да им зборува: денес се исполни ова писмо во вашите уши. Значи, ова што го прочита Исус е цитат, ние читавме, го најде пророкот Исаја. Пророкот Исаја, го имаме ние во нашите Библии и можеме тоа да го најдеме ден денес, 61 глава на пророкот Исаја. Цитира: Исаја пишуваше во 7 век пред Христос, пред 700 години од тогашна гледна точка. И Исус вели она што тој пророк го има напишано, овие стихови, овие изјави, сега во мене е исполнето. Ова сега ќе се спроведе. Ова агенда Божја ќе се спроведе. И знаете, Божјиот план за нас, Божјата агенда, постои одамна. И низ историјата гледаме како чекор по чекор се остварува. И сега агендата Божја е веќе повторно еден чекор напредена. Кога Божјиот син се роди како човек, тоа беше еден многу важен голем чекор. И сега тој е возрасен и тој ја објавува својата агенда. Јас го исполнувам ова што Бог одамна, во овој случај 700 години порано го има кажано. Океј. Одиме уште еднаш кај агендата. Това е нашата тема, агендата. Што е неговата агенда? На бедните им се проповеда добра вест. Луѓето со скршени срца ќе бидат исцелени. Заробени луѓе ќе бидат ослободени. Слепи луѓе ќе гледат. Напатени, ќе видиме после, претепани луѓе и ќе бидат пуштени на слобода. И се навестува една година, едно време, каде што на Бог му е мило да не прифати. Или Бог со милост не прифати. Тоа е неговата агенда. Исус Христос не дојде да воведе една формална религија, која се состои од забрани и дадени религиозни ритуали кои од време на време треба да се повторуваат. Воопшто не. Тој искрено се интересира за нас. Неговата агенда е многу лично нешто. Таа не може да се спроведува
ако поединецот вели не. Тоа е само можно ако ние лично сакаме. Ама да прашаме, кои се луѓето на кои што Исус им се обраќа? Дали ова агенда е интересна за тебе? Интересно прашање, не? Ја, таа е интересна за нас, ако ние до некаде се најдуваме самите себе си во ова група на луѓе. Океј, јас сум свесен дека што да кажам, никој не сака да се брои под овие луѓе. Бедни, скршени по срце, заробени, слепи и слепи. Ja? И така натаму. Кој сака да прифати дека припаѓа во ова група? Сега тука имаме проблем, ако не прифаќаме дека некаде се најдуваме и ние, тогаш целото предавање не е интересно. Okay? Кои се овие луѓе? Значи, јас би рекол, кога сме ние сите, најнормалните битолчани и еден германец. Значи, тоа сме ние. Ако случајно имам некој добро, нема да влезам сега во детали. Тоа сме ние. Таквите луѓе ќе ги сретнеш на широк сока, дотерани, окей, убаво облечени, шетат, во кафичите, на работа, секој ден, дома. Например, ако дома гледаш во огледалото, гледаш таков човек. И ако ќе ме сретнеш мене на улица, ќе сретнеш таков човек. Тоа сме ние луѓето. Јас тврдам дека ова агенда на Исус Христос е многу потребна за сите нас, многу интересна. Сега мораме малце да разгледаме, да размислиме во која смисла или како да ги сватиме овие изјави, овие типови на луѓе. Например, Исус почнува добра вест за бедните или за сиромасите. Дали со тоа сака Исус да каже ќе отвораме едно социјално движење и ќе имаме куини на секаде во секој град ќе се отворат куини за бесплатно јадење или програма за вработување и така натаму. Не, тоа не. Каков тип на бедни се овие луѓе? Секако. Исус и неговите ученици патува и има една каса. И во касата имаше пари и понекогаш им се даваше и на сиромасите нешто. Секако. Ама ова што Исус го кажува, добрата вест за бедните, тој сака да каже, не зборувам за финансиски бедни луѓе. Туку ја зборувам за луѓе кои, кога ќе стојат пред Бог, ќе испадне дека се во многу бедна состојба. Значи, ако ние би се споредиле со тоа каков е Бог, со славниот карактер на самиот Бог, со неговата добрина, со неговата чистота, со неговата искреност, со неговата светост се вели. Свет значи тргнат од се што е расипано. Добар, праведен, љубов. Во сите области каде и да можеш да бараш некој квалитет, Бог е совршен. Ако се споредуваме со Него, како ќе изгледаме ние? Понекогаш мислам, ако се споредувам со моите слики од пред 30 години, прилично бедно изгледам. Јас треба секоја година да се сликам за лична карта. И велам, нешто со нивниот фотоапарат не е во ред. Секоја година ми ваѓа погрда слика.
Може би треба нов апарат да купат. Проблемот е, Алекс, оди кон бедно. Да дворешно гледано. Океј, како изгледаме ние ако се споредуваме со Божиот карактер? Знаете, Божите заповеди, 10, се на некој начин еден превод на Божиот карактер во нашиот конкретен живот. Ако се споредуваме со нив, например, кога Исус е прашан што е најголемата заповед во Светото Писмо. Исус дава одговор: љуби го Господа твојот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сета твоја мисла. Това е најголемата и прва заповед. Ако се споредувам со ова, знаеш, се гледа прво нешто, Бог не бара надворешни религиозни активности, туку тој го бара нашето срце. И тој смета, Бог смета, дека тој заслужува, дека човекот, кого тој го создаде и му го дава животот и се, дека човекот би требало да го љуби Бог со сето свое срце. Така Бог смета. Со сета своја душа и со сета твоја мисла, и умот, и интелигенцијата, и сите наши, има и друг стих, таму има уште сета своја сила. Сите области на нашето постоење некако се опфатени, и првата заповед што Бог би барал од нас е тоа. И Божите заповеди се како еден израз на ова основна заповед. Ако се споредуваме со ова, како мислиме ние за Бог? Колку му даваме ние мисла воопшто во секојдневното живење? Ние сме толку зафатени. Се е поважно од Бог. И гарантирам дека е така. Најчесто. Му даваш на некој еј, Нов Завет, читај Нов Завет. А кој има време? Те мола, кој има време? Сето тоа е израз, јас разбирам. Животот е полн со задачи и обврски, знам, понекогаш велам и јас немам време. Ама тоа обично е знак дека нешто друго ми е поважно. Само што сакам да кажам е, добра вест за бедните, сиромасите. Тоа би значело, кога ние стоиме пред Бог, нашето остварување е прилично бедно. Прилично бедно. И Исус продолжува. Тоа е најголемата и прва заповед, а втората е како и ова: љуби го твојот ближен како себе си. Значи Бог бара од нас да ги љубиме другите луѓе како што се љубиме себе си. И тоа не значи дека прво треба да научам да се љубам себе си, не, јас тоа го правам по природа. Ако ме знаеш мене и знаеш дека на масата има една торта, има уште едно парче, јас ги сакам. Не морам да вежбам тоа, јас сакам тоа парче. Не, понекогаш не се љубам себе си и беа, јади го ти, некој друг, ама тоа е борба. Што сакам да кажам? Јас немам воопшто проблем да се љубам себе си. Знаеш, јас одам дома, малце сум гладен, веднаш јадам. Се љубам себе си. Сега сум жеден, веднаш си земам нешто за пиење. Малце сум уморен, треба малку да легнам. И легнувам. Совршено знам да се љубам себе си. И сега што Бог вели како што знаеш да се љубиш себе си, Алекс, и веднаш трчаш да со своите потреби да ги исполниш, да ги пополниш, така треба кон другите да постапиш. Океј. Нели и нашата реалност изгледа поинако. Знам, има многу несебични луѓе и тука, кои се грижат за фамилии, за сопрузи, деца, стари и така натаму.
Сепак, кога се споредуваме со Божиот стандард, испаѓаме прилично бедни. Како мислиш ти за другите луѓе? Како зборуваш за другите луѓе? Ако Битола е градот на оговарање, нели? Тоа сме ние. Оговараме и кој оговара за Арно? Не знам. Како мислиме, како зборуваме за другите? И како постапуваме кон другите? Ja? Значи, ако сме искрени, тогаш пред Бог испаѓаме прилично бедни. Прилично виновни. Прилично виновни. И за такви бедни, виновни луѓе, кои далеку ги потврдуваат Божите стандарди, Исус има една добра вест. Може би ова беше лоша вест до сега. Ja? Ама Исус има добра вест. Добра вест за бедните. Значи, тоа е многу важно да станеме ние луѓе реални и искрени. Исус Христос еднаш рече: блажени се бедните во духот, сиромасите во духот. Што значи тоа? Тоа е еден човек кој сватил, јас сум виновен пред Бог. Јас, колку и да се бранам, колку и да сакам да ескивирам, докажано е, јас сум виновен. Не можам да се фалам пред Бог, колку сум бил добар и така натаму. Јас станав реален и искрен. Јас сум грешник, виновен пред Бог. И ако ме прашаш мене, јас сум прилично беден. И Исус вели: блажени се тие луѓе. Тие ја сватија вистината. И јас имам добра вест за нив. Добрата вест за бедните е што? Постои прошка, простување од Бог. Само да го цитирам пак Исус Христос. Еднаш Исус беше во една куќа, многу народ околу него. Дојдоа четворица и носија еден парализиран човек и не можеле да влезат, па се качили на покривот и го откриле покривот и го пуштиле на сајли човекот долу пред Исус во средината. И Исус, кога ја виде нивната вера, рече: човеко, гревовите ти се простени. Исус му ги простува гревовите. Кога ја виде верата на тие луѓе. Значи, добра вест за бедните. Добра вест за бедните. Чекај. Еве ја агендата, првиот чекор или првиот дел. Постои. Исус Христос има добра вест за бедните. Тој дојде во овој свет да умре за нашите гревови, да плати самиот. И затоа тој има власт и право да ја објави добрата вест на бедните. Има можност твоите гревови се простени. Ќе зборуваме после за тоа. Океј, вториот тип на човек во агендата, да ги исцелам скршените по срце. Сега знаете што е нашиот проблем. Срцето со фластери. Има луѓе кои имат скршено срце, и тоа не само од несреќна љубов. Има луѓе кои имат претрпено големи разочарувања или уништени надежи, или тешки удари, судбински, како што велиме ние, судбински. Или навистина си била искористена и фрлено после. Зошто е човекот толку тежок? Суров. Зошто сме ние луѓето толку сурови еден кон друг? Толку лоши. Бог вели, основното зло е гревот. Гревот основно значи
Ние сме отуѓени од Бог, одделени од Бог, поради бунтот и непослушноста на нашите предци. Ама тоа направи нешто со сите нас луѓе. Човекот стана расипан, корумпиран, зол. Мораме да работиме против тоа, со воспитување и казни, полиција и така натаму. Значи, основното зло е гревот. И тоа нас луѓе, тоа е во нас луѓе и не определува во нашето однесување еден кон друг. Како Исус ќе лечи, исцели скршени срца? Нам ние правиме вицови за тоа, пак некој злоупотребува. Ja? Како се исцелуваат скршени срца? Јас не знам. Исус вели јасно. Тој вели јасно. Преку прошката. Почнува со прошката. Тој што е со скршено срце и тој е самиот виновен пред Бог и Бог ќе му прости. И после Бог ќе му прави добро. Постои една утеха која не е од овој свет. Надприродна утеха доаѓа во нашиот живот. И Исус вели, јас правам ново создање од луѓето кои доаѓаат кај мене. На тој начин тој ги лепи скршените срца. Понатаму, да им навестам на заробениците дека ќе бидат пуштени. Заробени луѓе. Дали имаме тука заробени луѓе? Сега малце тоа е тешко прашање. Си велиме, никој од нас не носи лисици. Ако сакате, сите можете да заминете од тука, значи тука не сте заробени, да знаете. Ja? Ама нашата заробеност ние ја носиме со себе. Каде да одиме? Нашата заробеност може би изгледа вака. Јас сум заробен во стравови. Може би сум заробен во предрасуди или комплекси. Може би имам зависности. Морам дадени работи пак и пак да ги правам и не можам да престанам. Исус вели, секој кој го практикува гревот е роб на гревот. Знаете, постојат многу религии во овој свет кои се обидуваат од нас грешни луѓе да прават добри луѓе. Ама не успешно. Не знам дали го познаете филмот Шокола. Кој го има гледано Шокола? Чоколадо. Ja? Тој филм га има таа тематика. Таму е грофот, градоначалникот, тој е многу голем католик. И еден пијаница угостител таму, што ја тепа жената цело време, и ја пушти да кради, сака да го реформира. И го зема да го учи. Веронаука, бон тон, ова он, знаеш. И се обидува да го реформира човекот. И после човекот доаѓа со цвеќињата кај жената која најде прибежиште кај една жена што прави чоколадо. И сака да каже, барам прошка, нов човек сум и дојди со мене дома. Таа вели прошката, окей, прифаќам, ама не доаѓам со тебе дома. И човекот му пука филмот и се гледа дека е уште стариот. Само малце беше, како се вика тоа, припитомен, односно дресиран како куче. А во тој филм, чоколадото ги менува луѓето. Рецептите со какао, старите мајски, југоамерикански рецепти, на магичен начин ги менува луѓето. И јас велам, не, тоа е Исус Христос, тој филм лажи, интересно ми е тоа, ама чоколадото нема да те смени. Ja? Твојата заробеност
дека мораш да си тој што си, и тоа значи тој грешник што си. Има само еден кој може тоа да го смени. Исус вели, ние го практикуваме гревот. Тоа е дел од нашето нормално живење, тогаш сме робови, не сме слободни. Ама Синот Божи, Исус Христос, може да те ослободи. И тогаш навистина ќе бидиш слободен. Тоа е неговото ветување. Не јас го ветувам, Исус Христос го ветува. Значи, заробени луѓе можат да бидат ослободени. А во нашата пракса, знаете, понекогаш имаме, или некои луѓе имат, може би не секој, деструктивни ставови. Ставови кои ми го уништуваат животот и мене на други. Не можам да се покорам на некој, не можам да имам шеф врз мене, или се знам подобро, или не знам што. Ja? Жални, деструктивни ставови и не можам да се ослободам од нив. Може би сум многу горделив, многу суетен, многу расипан. Се измамувам сами од себе си. Не можам да сум искрен, морам цело време да лажам и така натаму. Кој ќе те ослободи од овие деструктивни нешта? Тука има еден кој вели, мојата агенда е, јас ќе те ослободам. Понекогаш веднаш, понекогаш терапијата трае малце подолго. Ама Исус го ветува тоа. Тоа е неговата агенда, неговата желба за тебе. Како ќе те ослободи тој? Ќе прави режим, промена на режимот. Во твојот живот мора да дојде нов режим. На место, сега зборувам за мене, на место Алекс, Исус Христос ќе стане главен во животот и тој е сега господарот. И сега тој создава во Алекс нов живот. Кој е во Христос, апостол Павле вели, тој стана ново создание. Се случува, Бог создава во нас нешто ново што порано не постоеше. И тоа ново доаѓа од Бог. Не е расипан, корумпиран од нашата грешна состојба. Исус сака да не обнови од внатре, не со надворешно дресирање. Многу важно. Агендата. Слепите дека ќе прогледат. Повторно нешто вакво. Слепи. Еднаш Исус често пати беше во конфликт со луѓе, и посебно со религиозните луѓе. И еднаш им кажува на своите ученици, од како беше критикуван од најрелигиозните луѓе тогаш, оставете ги. Тие се слепи водачи на слепите. А ако слепец води слепец, обата, требаше двајцата, ќе паднат во јама. Еве има слепи луѓе, и тоа се беа најрелигиозните луѓе за време на Исус. И тие беа слепи. Пред се во однос на него, не сфатија, не гледа, кој е тој? Кој беше тој? Тој правеше чудеса, тој исцелуваше. И религиозните луѓе, гледајќи го него, не можеа да гледат кој е тој. Тие беа слепи. Проблемот е кога слепите водат други слепи. Тогаш е опасно. Слеп во однос на што? Знаете, еден човек може да биде најинтелигентен, наједуциран човек, а во однос на Бог е тотално слеп. Не ја сваќа вистината. Не ја сваќа собствената состојба, ниту кој е Бог. И кој е овој кој вели,
јас можам да направам ти да гледаш на вистина. Нели тоа е едно прашање, слепоста е најопасно тука. Не можам да ја гледам вистината во однос на Бог, или во однос на Исус Христос, и во однос на самиот себе си. Дека сум еден од тие бедните, заробените и слепи. Ако прашувам, дали знаеш како човекот, грешниот човек може да добие прошка и нов живот и да знае сигурно дека еден ден ќе биде во рајот кај Бог. Го знаеш ли тоа? Не знам. Уште сум слеп во таа смисла. Како Исус ќе ги отвори очите на слепите? Исус вели, јас сум светлината на светот. Јас морам да се занимавам со таа светлина, со Исус Христос. Или, неговиот збор, неговите зборови се вистина. Морам да ги примам неговите зборови. Тоа ест да читам што вели Бог во Светото Писмо. Тогаш тој ќе ми ги отвори очите. Одиме напред во агендата. Да ги пуштам на слобода на патените. Ова на патените може да се преведи скршените. Се користи зборот траума тука, травматизираните. Идејата е толку те тепа што имаш скршеници, не само модринки, туку скршени кости. Понекогаш, кога некој беше уапсен, пред да го фрлат во затворот, го претепаа салам и после во затвор. Помеѓу друго, апостолот Павле доби таков третман, знаете каде? Во Македонија. Во Филипи, во Македонија. Салам го претепаа. И не само тој, туку и другарот му, Силас. Значи, само да малце да добиеме една илустрација. Исус вели на ваквите скршени, травматизирани луѓе. Што така се третирам и јас ги ослободувам и рековме дека јас тој ги исцелува. Животот може да не травматизира, да не скрши. Како ќе ги исцели таквите? Јас не можам во детал тоа да го објаснам. Ама тој го прави. Надприродно, преку неговата љубов и преку прошката и утехата која доаѓа во животот преку него. И сега сме веќе кај последниот дел од агендата, да ја навестам благопријатната Господова година. Значи Исус вели од сега, јас штом дојдов, објавувам едно ново време. На Бог ќе му биде пријатно да не прифати. Или, со други зборови, Бог милостиво ќе не прими, по милост ќе не прими. Тоа значи не врз база на нашите религиозни достигнувања и активности, туку врз база на Божјата милост тој ќе не прими. Сосема ново време. Сосема ново време. Исус го објавува тоа. Знаете, луѓе кои се во ваква состојба, бедни, скршени, прекршени, слепи, заробени во лоши работи, врз која база може Бог да ги спаси, да ги прави нови луѓе? Ако Бог би барал кој заслужува тука да му го правам јас тоа, нема да најде ни еден. Ни еден од нас не заслужува овај третман од Исус Христос, неговата агенда. Знаеш, аплицирам ова агенда јас да учествувам. Што се бара на твојата апликација да си прифатен, да влезиш во програмата. Знаеш, абе јас сум добар човек, јас се трудам, Не.
на ова агенда ти влегуваш врз база на Божјата милост. Незаслужено. Не си достоен, ниту јас сум достоен, ни еден од нас не е достоен за тоа. Ама Бог го нуди, Исус Христос доаѓа, оди во синагогата, станува и го чита ова. И вели, луѓе, ова денес почнува пред вашите очи, јас ви кажав, јас сум тој. Дојдов да почнам, да ги засукам, како се вика, ракавите и да почнам. Исус вели. И сакам да одиме кај еден човек кој го има тоа доживеано. Тоа беше апостолот Павле. Има и тука такви луѓе што го има тоа доживеано и се во агендата, во терапијата со Исус. Ама сега апостолот Павле е авторитет, не? Ако тој зборува, мораме да го сватиме сериозно. Не можеме да велиме тој е некој, не знам. Кој знае кој е? Ja? Значи, апостолот Павле му пишува на својот соработник Тимотеј: му благодарам на Христа Исуса, нашиот Господ, кој ми даде сила, зашто ме сметаше верен и ме постави на служба, мене, кој порано бев хулител и гонител и насилник. Значи, Павле е поставен од Исус Христос како апостол, пратеник, со една порака, со таа порака за Исус, агендата. А вели, јас порано, што е тоа после пред, порано бев јас хулител, гонител и насилник. Значи, Павле го мразеше Исус, го хулеше неговото име, ги гонеше христијаните и насилно, со насилство ги казнуваше и ги принудуваше да хулат и да се откажат од Исус и така натаму. Значи, Павле вели, јас сум таков материјал, а тој влезе во агендата на Исус. Еве што вели тој: добив милост. Јас велам, Бог милостиво не прифаќа. Павле вели, јас како таков добив милост. Зашто го правев тоа од незнаење и неверување. А благодата, милост, благодат, тоа значи незаслужено. Значи, Божјата милост е спротивното на религијата. Религијата мисли, јас морам да заслужам, јас морам да заработам нешто. А агендата на Исус Христос, Божјото делување, обратното, по милост, благодата на нашиот Господ, со верата и љубовта изобилуваше во Христа Исуса. Значи, Павле како насилник, хулител, гонител, што прими од Бог, од Исус? Тој вели благодат, значи незаслужено добро. Јас поверував и сега Божјата љубов влезе во мојот живот. Изобилно. Кога поверував во Христос? Павле го сретна, може би ја знаеше ситуацијата, апостолот Павле како ревносен евреин ги мрази христијаните, бидејќи смета дека Исус е, како се вика, лажен спасител, измамник и ги заведува луѓето. И морам јас да се борам против таа измама и морам да правам нешто во пракса. Павле патува за Дамаск, таму имаше евреи, со овластување на религиозните власти во Јерусалим, да ги уапси верниците во Исус таму, кои се евреи, и да ги носи во Јерусалим да бидат казнети. Тоа му беше целта. И по патот Исус му се јавува од небо. И Павле паѓа на земја од таа јака светлина и сваќа. Овој кого јас го мразам и го гонам, тој е господарот над господарите и кралот над кралевите. Тој е господарот на славата и мојата борба против него е лудост,
е греф, е погрешно. Нема смисла, нема крај, нема шанца. Тој е се мојкниот. И Павел паѓа на земја. И е слеп 3 денови. Како знак дека беше навистина слеп до сега. И сваќа јас морам да правам пресврт. Мојот став кон Исус Христос ме носи во пропаст, во Божиот суд. Тој тогаш го сваќа. Во тој момент и во наредните 3 денови, кога поминува и сите работи што до сега ги мислеше, се менуваат. Ја сваќа вистината. Павле, порано бев таков, а сега сум ваков. Тој се покае, тој направи пресврт. Престана со тоа мразење и гонење на Исус Христос, како ја созна вистината. И сега вели, јас добив милост. И знаете, тоа е Бог сака на секој од нас, присутен денес, да му даде милост. Да му даде милост. По милост да го прави она што сака да прави. Јас добив милост. Божјата благодат беше изобилна, како поплава. Преге се трудев малце, да не соочам со нашите гревови. Тоа е нешто што мора во нашето срце да се случи. Ама за сите гревови, Бог има изобилно простување. Бог нуди изобилно. Колку и да се изобилни нашите гревови, Божјото простување е по-изобилно. Поради што? Поради тоа што Исус Христос умре на крстот за тие гревови. Божјиот возлюбен син се даде и кога Исус беше распнат на крстот, тој таму плати, беше казнет за нашите гревови. И сега тие гревови се веќе платени, веќе се казнети и тој чека да дозволиме тој да не ги прости. Со тоа што станеме искрени пред Него. И да се покаеме и да имаме доверба во Него. Павле вели, јас, гонител, хулител, што примив од Бог? Љубов, вера. Јас сега верувам во Исус Христос. Сваќам кој е тој. Се поврзав со Него. И Божјата љубов дојде во мојот живот. И Павле стана нов човек. И после вели, верно е словото и достојно за полно примање. Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, од кои сум прв јас. Христос дојде во светот да ги спаси грешниците. Ова да ги спаси грешниците, тоа е целата негова агенда. Разбирате, тука е во еден збор да ги спасам. И Павле вели, јас сум првиот од тие. Значи, јас сум најлошиот грешник. А Исус ова така ме третираше. Јас примив милост. Изобилуваше Божјата прошка и љубов во мојот живот. И Павле вели, не го читаме, јас служам како пример, ако Бог мене можеше да ми прости и така да постапи кон мене, за сите може. И за тебе може. Биди охрабрен. Бог ќе те прифати милостиво и тебе, ако правиш пресврт и веруваш во Исус. Значи, ова е агендата на Исус Христос, на Господ Исус Христос за нашиот живот. Таа е прекрасна агенда. Дали веќе бев приклучен, ќе се приклучив. Од ден на ден сум приклучен. Имаме хитна потреба од таа агенда. И знаете, на крај,
Знаете како заврши ова сцена? Исус во синагогата го чита ова и после има еден разговор со луѓето таму. Знаете како завршува ова? На крај, кога го чуја тоа, сите во синагогата се наполнија со гнев и стана и го истераа од градот и го одведоа до странината на која беше созидан нивниот град, за да го фрлат долу. Така реагира неговите сограѓани во Назарет, помеѓу кој што беше пораснал Исус. И тоа ми кажува едно нешто. Тоа сме ние луѓето. Тоа значи, ние сме заробени, слепи и што не. Тој што може да не ослободи, тој што може да даде да гледаме, да добиваме прошка и нов живот, Божјата љубов и се, ние можеме него да го одбиеме. Неговите современици и сограѓани тоа го направија. Сака да го убијат Исус, ама не можеа. Или можеа? Не. Тој умре на еден крст. На еден крст. А не таму на некој гребен. Ама сакам да кажам, ова е една доза реалност и на моето предавање денес. Свесен сум дека секој од нас може конечно гледано и така да постапи. Исус доаѓа и чука, дозволи да те терапирам, дозволи мојата агенда да ја спроведувам во твојот живот. А ти можеш да велиш мрш надвор и да ја затвориш вратата. Тоа е можно. Тоа е жалната реалност, ама тоа е наше право, ние сме луѓе, Бог создадени со можност да велиме да или не кон тоа што Бог ни нуди. Јас секако ме молам во името на Исус Христос да велите да. Okay. И да му дозволите тој да ја спроведе својата агенда, своите цели во вашиот живот. Благодарам за вниманието. Сега ме викна, ме повикува, ме поканува, уште за дружење, ќе дојде сега кафе, чај, ова она.